Почитувани, владата на СДС начело со Зоран Заев и генералниот секретар Рашковски од ден на ден заглавува во криминал. Граѓаните секојдневно гледаат како пред нивни очи во изминатиот период спротивно на закон и сите правни процедури се поставуваат партиски послушници, платени шарени револуционери и некомпетентни кадри, а се разрешуваат и отпуштаат од работа докажани професионалци во институциите. Ваквото политичко насилие кое го прави владата на СДС врз вработените доведе до тотална блокада и парализа на институциите. Потврда за незаконските действија на СДС и Рашковски, кој во изминатиот период ги посочуваше ВМРО ДПМН, дојде и до Комисијата за спречување на корупција. Неспособната влада на СДС и Рашковски во немоќ да реализираат проекти со кои ќе го подобри стандардот на граѓаните и сфрустрирани од неспособноста да донесат ниту една странска инвестиција, измислуваат случаи со кои сакаат да ги дефокусираат граѓаните од катастрофалната економска политика која спроведува. Рашковски и Зоран Заев сакаат да остават 600 луѓе на улица, најголем дел припадници на етничките заедници. Ова е директна дискриминација на бошњачката, ромската и влашката заедница. Единствена грешка на овие вработени е тоа што немаат членска книжка од СДС. Рашковски и СДС прават невиден мобинг и политичка дискриминација врз вработени само затоа што се нивни политички неистомисленици. Неспособната влада, Заев и Рашковски, со ваквото незаконско и насилничко однесување, сакаат да створат услови за отпуштање само за да направат простор за вработување на партиски послушници и лица од така наречениот невладин сектор. Во тек е реализација на предизборно ветување на СДС. И Заев, партиска чистка со бркање од работа од чистачка до директор. За да се реализираат ваквите незаконски действија, Драги Рашковски го ангажираше својот кум Дејан Костик, кој како правен застапник на генералниот секретаријат на владата. Граѓаните се уште не добија одговор во каква постапка и под кои услови е избрана адвокатската канцеларија на Дејан Костик. Јавноста треба да знае колку пари легнале на контото на кумот на Рашковски. Граѓаните треба да знаат зошто се ангажира адвокатска канцеларија која чини пари, и тоа народни пари, кога генералниот секретаријат на владата има собствена правна служба. Почитувани, административните работници се исплашени за нивните работни места и нивната лична екзистенција. Потврда на ставот дека Рашковски и СДС владеат незаконски и со политичко насилие е ставот на Комисијата за спречување на корупција, каде против генералниот секретаријат и Драги Рашковски е поведена постапка за одговорност. Причина за поведување на оваа постапка против Рашковски е поведување на дисциплински постапки, суспендирање и откази доделени по распишувањето на локалните избори, со што грубо е прекршен членот 8а од изборниот законник. Според Комисијата, голем дел од вработените во владата, но и во други институции, поднеле приговор до Комисијата каде е наведено дека генералниот секретар Драги Рашковски испраќал селективни предлози со кои бара мерка престанок на работниот однос на неколку определени државни службеници вработени во владата. Рашковски и Заев, осилени од политичката и институционалната моќ, кои моментално ја имаат, решија да се играат со судбините на вработените и судбините на нивните семејства. Мислат дека вечно ќе владеат и дека можат да прават што сакаат, без при тоа да сносат никаква одговорност. На ароганцијата и политичкото самоволие на Рашковски и Заев ќе ги дојде крај и никој нема да биде над законите. Ваквиот начин на владење на СДС со политички прогони и хајки на неистомисленици, со бркање од работа на административни службеници заради исполнување партиски агенди ќе им се удри од глава. СДС и Рашковски треба да знаат дека секое незаконско работење и прекршување на законите ќе биде ревидирано и санкционирано. За ваквиот начин на работење ќе има индивидуална и поединечна одговорност за секој оној кој се огрешил пред законот. Правната држава ќе се врати и секој ќе одговара за тоа што го сторил.